Да. Абе, без улje сум ја остел, ке му тепаже мајстерот. Да. Океј, ајде вакво да снимам, под енергија сум јака, ке се видиме после. Ајде, чао. Добар ден на сите и добре дојдовте у 13-та епизода. Многу сум возбуден затоа што веќе направивме двоцифрена бројка од овие епизоди и тоа што ми е уште подраго и за кое што сум пресреќен е што гледам интеракција помеѓу луѓето, коментираат, поттикнуваме можеби некакви дополнителни прашања и се повеќе луѓе ни даваат доверба што ме прави највозбуден од се. Во денешната епизода ќе позборуваме малку околу здраво наспроти правилно, затоа што огромен број на луѓе кои што не посетиле можеби изминатиот период, али тоа не е само овој изминат период, константно се среќававме со такви луѓе низ сите овие години, кои што доаѓаат или можеби ќе ни напишат во стилот јас се хранам здраво, али никако да направам некаков резултат, или можеби ми фалат оние последни 3-4 кила, или можеби се хранам здраво, ама немам енергија и така натаму, и затоа ме поттикна тоа да позборувам на конкретно на оваа тема која што подразбира здраво наспроти правилно и логичното објаснување на тоа зошто не е важно само да се храните здраво е затоа што, знаете, вие можеби цел ден можете да јадете овошје, да речеме. И тоа е супер, и тоа е здраво, но не значи дека на вашето тело само му треба овошје, или што е уште полошо, во некои диети кои што многу луѓе се уште ги практикуваат, има, не знам, овошни денови или денови во кои што само треба да се јаде зеленчук, или период од денот кој што подразбира до ручек време јади само еден тип на овошје, или третиот ден само можеш да практикуваш различни типови на овошје. И тоа е здраво, но не значи дека е правилно. Вашето тело не е програмирано да му требаат до 2 сат само витамини, минерали и можеби шекери. На вашето тело секој дневно му требаат и витамини, и минерали, и протеини, и јаглехидрати, и масти, и вода, и растителни влакна, буквално се. Таа машина е така програмирана да во текот на денот ни требаат различни нутриенти, сите нутриенти по неколку пати во денот за да може метаболизмот да функционира правилно. Тоа не значи дека во вторник ми треба само вода, дека во среда ми треба само зеленчук, дека во четврток ми треба овошен ден и така натаму, или да не мешам, не знам, јаглехидрати со протеини. Тоа се митови кои што произлегле можеби од некогаш и од некаде, но во суштина не даваат резултати на дол крок, односно никој од вас не би можел на дол крок да има воден ден, да има овошен ден, да има не знам каков ден. На вашето тело му е потребно се во текот на целиот ден, му е потребна избалансирана исхрана, му е се потребни редовни оброци, му е потребно доволно и правилно вода и тоа подразбира здрав и правилен начин на живот. Му е потребна и физичка активност, умерена, за да ги запазите сите три столбови на она што значи целокупно добро здравје и добра состојба на телото и духот. Затоа немојте да влегувате во замката да ова е здраво ќе го јадам или не знам да ќе цедам пола лимон и ќе додавам не знам што и така натаму, бидејќи е многу здраво и слушнав дека поима немам топелоцелулит. Океј, можеби помага, но во секој случај никој од вас не пројавил некаков проблем или нарушување на изгледот и здравието поради тоа што немал, не знам, овошен ден или не конзумирал, не знам, стоплена вода со поима немам каков додаток или растение кое што обично го имаат многу луѓе од сабајле. Така да толку имав јас во денешната епизода со вас да споделам и да можеби ве поттикнам да размислувате поинаку. Во следната 14-та епизода ќе се потрудам да донесеме повторно еден гостин кој што ќе има одличен резултат и мислам дека ќе биде огромна инспирација за вас. Но за таа епизода 14-та се гледаме за некои 4-5 дена. До тогаш останете ми со добро расположение, квалитетни животни навики и имајте си убав викенд бидејќи денес е петок и имаме еден
Убав викенд, се надевам и времето ќе не послужи и ќе ве послужи. Така да се гледаме у 14 епизода. Поздрав, чао, чао.